Започнуваме со урбаните вести и добре дојдовте. Посттравматски повреди на професионални спортисти и оние кои се занимаваат со рекреативен спорт ќе бидат третирани во Центарот за спортски травматизам, кој беше отворен денеска во одделението за ортопедија и травматологија при градската општа болница 8 септември во Скопје. Центарот е прв од ваков вид во земјата и регионот, каде повредените ќе добијат примерна и брза дијагностичка процедура, ортопедски травматолошки преглед, лабораториско испитување и најразновидно радиолошко исследување. Со оваа вест ги започнуваме урбаните вести, продолжуваме понатамо. Започна асфалтирањето на улиците во новата населба Хиподром 2. Нови субвенции за купување велосипеди од општина Карпош. Сојуз на стопански комори, блокирањето на инвестицијските процеси, огромни штети за градежништвото. Едукација за млади спортисти во општина Ѓорче Петров. Во новата населба Хиподром 2 започнато е асфалтирање на улиците на кои е завршено поставувањето на водоводната и канализационата мрежа. Од општината информираа дека се работи на подготовка за асфалтирање на улиците и во повеќе населени места, а за зголемување на безбедноста на пешаците се градат и тротоари онаму каде што недостасуваат. Во новата населба Хиподром 2, во која се изградени голем број куќи, започна асфалтирањето на улиците на кои веќе е завршена изградбата на водоводната мрежа и фекалната и атмосферска канализација. Во тек се активности за асфалтирање на ново проектираната улица 1, на која покрај асфалтирање се вршат градежни активности за изградба и на тротоари. Во новата населба, за која првите договори со купувачите на парцелите беа склучени уште во 2012 година, градежните зафати за обезбедување основни услови за живот, според граѓаните, многу споро се одвиваа. Некои се жалат дека и покрај изградените куќи не може да се вселат, затоа што ги немаат основните услови за живот. Општината минатата година подпиша договор за изградба на водоводната и канализационата мрежа во новата скопска населба Хиподром 2. И овој зафат представува продолжение на изведената инфраструктура во оваа нова населба. Општинските власти предминатата година работеа на изградба на примарната водоводна мрежа во должина од 800 метри, атмосферската канализација во должина од 1,2 км и фекалната канализација од околу 1 км. Со сегашното темпо, како ќе се завршува изградбата на водоводната и канализационата мрежа, ќе се пристапува кон асфалтирање на останатите улици во оваа нова населба. Главната цел на локалната самоуправа е да се овозможат сите предуслови за нормален живот на идните жители од оваа населба Хиподром 2, како и на оние кои веќе живеат тука. Урбанистичката документација за овој дел од Скопје предвидува изградба на 300 нови куќи за индивидуално домување и 12 стамбени згради за колективно домување, а досега се изградени 2 згради, од кои во едната веќе има и станари, додека другата е во завршна фаза. Во населбата е предвидено да се изгради и основно училиште, градинка, амбуланта и спортски објекти. Општина Газибаба дополнително во овој период работи и на подготовка за асфалтирање на повеќе улици и во останатите населени места. Граѓаните критики упатуваат и на социјалните мрежи за лошата состојба на некои улици во Трубарево, Инџиково и Румле Реченто. Од општината за прва Скопска вела дека во Трубарево се подготвуваат повеќе улици за асфалтирање, кои што беа раскопани поради поставување на канализациона мрежа. А согласно динамиката за асфалтирање се подготвуваат и улиците 3, 5, 7, 9, 11 и 13 во Инџиково, додека пак улица 20 веќе е започната со асфалтирање. Исто така се работи и на проширување на улицата Товарник, која од мала и тесна улица ќе биде проширена, а од двете страни ќе бидат изградени и тротоари. Тротоари во моментов се градат и во Трубарево долж улицата 2, односно се продолжува изградбата на тротоарот кој завршуваше кај училиштето. Па поради тоа, децата од ова населено место, одејќи кон училиште, беа приморани да се движат по улицата. Со изградбата на тротоарот ќе им се овозможи на децата безбедно да се движат кон училиштето. По масовниот интерес на акцијата за субвенционирање на купување нови велосипеди, Советот на општина Карпош донесе одлука да ја продолжи оваа акција и одобри нови 360.000 денари финансиски средства со кои ќе се помогнат жителите на Карпош да купат нови велосипеди.
Советниците на Советот на Општина Карпош ја одобрија одлуката за добивање на финансиски средства за замена на стари куќни водомери со нови ултразвучни и интеграција на истите во системот на далечинско отчитување на системот на јавното предпријатие Водовод и канализација. Градоначалникот на Карпош Стефан Богоев нагласи дека ова е грант од ЕБРД преку Министерството за транспорт и врски кој ќе изнесува околу 200.000 евра. Со овој проект би се опфатиле 500 куќни домаќинства. На седницата исто така беше одобрена предлог одлуката за субвенционирање на купување нови велосипеди. По масовниот интерес за првата ваква акција во која беа предвидени 300.000 денари, локалната самоуправа продолжува со уште една ваква акција во која се предвидени дополнителни 360.000 денари финансиски средства во кои ќе се помагаат карпошани да купат нови велосипеди. Едукациите наменети за млади спортисти кои ќе се одвиваат во 3 скопски и 12 општини од внатрешноста на Македонија започнаа од општина Ѓорче Петров. 160 учесници добија сертификати за едукација, а покрај теоретскиот дел предвидена е и практична програма. Богатата спортска традиција која општина Ѓорче Петров ја негува со години, беше причина општината да биде домакин на првата едукација за млади спортисти во организација на Центарот за едукација и менаџмент во спортот и Факултетот за физичко образование, спорт и здравје. Во предавањата беа опфатени 160 деца од општина Ѓорче Петров на возраст од 10 до 17 години, без разлика дали се спортски активни или не. Идејата на предавањата, како што појасни председателот на ЦЕМС Бојан Захариев, е да се поттикне интересот кај младите за спортот, но и да се научи како правилно да се практикуваат спортските активности. Предвидено е едукацијата да содржи 3 етапи кои ќе се состојат од теоретски и практичен дел. Последното предавање е предвидено за ноември годинава, а планирано е дотогаш да се организираат голем број турнири и други спортски надпревари, кои ќе бидат надгледувани од стручни лица за спортски развој од Факултетот за физичко образование, спорт и здравје. До крајот на 2018 година во едукациите ќе бидат опфатени 3 скопски општини – Ѓорче Петров, Карпош и Аеродром, како и 12 општини од внатрешноста на Македонија. Додека за следната година се очекува предавањата да се прошират во 9 скопски општини и 36 од Македонија. Сертификати за едукација за спорт на тема спортска психологија, совети за здрава храна и теорија и методика беа доделени на сите 160 учесници, а беа доделени и благодарници на истакнати спортски работници од општина Ѓорче Петров. Градоначалникот на општина Ѓорче Петров Александар Наумовски го нагласи личниот ангажман за афирмација на спортот и развој на спортските таленти во Ѓорче Петров. За таа цел општината ги отстапи спортските терени и обезбеди спортски реквизити за потребите на едукациите на младите во општината. Градежниците се жалат дека компаниите се среќаваат со сериозни административни проблеми на општинско ниво при издавање одобренија за градба. Податоците велат дека во март оваа година се издадени помалку одобренија за градба во однос на минатата година. Блокирањето на инвестицијските процеси нанесува огромни штети за градежништвото. Градежниот сектор реагира дека се среќаваат со сериозни административни проблеми на општинско ниво при издавање градежни дозволи. Председателот на Градежната комора на Македонија Ивица Јакимовски вели дека статистиката покажува дека во март оваа година се издадени 211 одобренија за градба, од кои 119 се за објекти за високоградба, 35 за објекти од нискоградба и 57 за објекти за реконструкција, што е за 45,1% помалку во однос на истиот месец од минатата година. Јакимовски истакна дека пречките што доведуваат до намалување на инвестициите во градежништвото се непочитувањето на посочениот временски рок за издавање дозволи, неизвестноста дали ќе биде продолжена мерката за повластена даночна стапка, како и мораториумот за градење што го вовеле одредени општини. Водејќи се од фактот дека градежниот сектор дополнително предвижува уште 26 дополнителни гранки и дека е двигател на секоја економија, поголема, факт е дека е двигател на и нашата економија. Водејќи се од фактот дека од вкупниот број на вработени во Република Македонија до 10% отпаѓа на градежниот сектор.
од вкупниот бруто домашен производ до 10% отпаѓа на градежниот сектор. Значи не е возможно, ако не функционира градежниот сектор, да ние разговараме за економски раст. Нашиот апел и нашата цел е што побрзо да се откочат процесиве. Подпредседателот на Комората за градежништво Зоран Азманов апелираше владата што побрзо да ја донесе одлуката за продолжување на рокот за повластена стапка од 5%. Доколку тоа не се направи веднаш, туку до крајот на годината, според Азманов, во 2019 година ќе има многу малку инвестиции во градежништвото, поради неизвестноста во која се наоѓаат инвеститорите. Со намалувањето на инвестициите во областа на градежништвото, тоа значи дека и прометот на градежните материјали, кои носат исто така 18% ДДВ, ќе се намали. Значи, приходите во буџетот целосно, со тоа што ќе се намали прометот во градежништвото, ќе се намалат и со тоа мислам дека и приходите во буџетот значително ќе бидат намалени. Градежништвото дефинитивно ќе трпи големи последици, заради тоа ќе има отпуштање и на работници, тоа значи намалување на придонеси, намалување на персонален данок, значи дополнително намалување на приходи во буџетот од персонален данок и од придонеси. Азманов додаде дека непродолжувањето на рокот на повластена стапка ќе значи покачување и на цените на становите. Изминатите неколку дена во општина Аеродром беше спроведена акција за собирање кабаст отпад, каде беа собрани околу 50 кубни метри. Од општината информира дека постои можност ваква услуга граѓаните да добијат и во другите денови со одреден надомест. Околу 50 кубни метри кабаст отпад се собрани во акцијата што изминатите денови се реализираше на целата територија на општина Аеродром. Како што информираат од општината, акцијата беше спроведена во соработка со јавното предпријатие Комунална хигиена, а граѓаните имаа можност да се ослободат од стар и неупотреблив мебел, електрични и електронски апарати од домаќинствата. Од Аеродром вела дека постои можност ваква услуга граѓаните да добијат и во другите денови со одреден надомест, за што подетелни информации може да се добијат на дежурниот телефон 0800 222 33. Утре и в петок, по повод предстојните празници, ќе биде изменет возниот ред на автобусите на јавното сообраќајно предпријатие. Како што информираат од предпријатието, во петок, сабота и недела ќе биде зголемен бројот на поаѓања кон гробиштата Бутел од Карпош, Ново Лисиче и Кисела Вода. Возниот ред на автобусите од јавниот превоз утре и задутре ќе бидат изменети поради празниците 24 мај, денот на светите Кирил и Методи, и 25 мај, Духовден, информираат од ЈСП Скопје. Утре, четврток, автобусите ќе се обраќаат по неделен возен ред, а задутре в петок ќе важи саботниот возен ред. Во петок, сабота и недела, ЈСП Скопје ќе го зголеми бројот на поаѓања кон гробиштата Бутел од Карпош, Ново Лисиче, Кисела Вода и во зависност од потребите на граѓаните ќе бидат ангажирани дополнителен број автобуси во периодот од 5 до 14 часот, информира ЈСП Скопје. Од 6 до 10 јуни ќе се одржува 4-тиот фестивал Скопје Cinema City во Кинотека на Македонија. Како што информираат организаторите, во 5 фестивалски дена ќе бидат прикажани 15 филмови. Музиката и нејзиното филмско представување е во фокусот на програмата на 4-тиот фестивал Скопје Cinema City, чие летно издание ќе се одржува од 6 до 10 јуни во Кинотека на Македонија. Во 5 фестивалски дена ќе бидат прикажани 15 филмови. Како што претходно беше објавено, фестивалот ќе биде отворен со филмот за јапонскиот композитор Руичи Сакамото. Ќе има и предфестивалска програма со изложба на џез фотографии на фотографката Татјана Ранташа, од истакнати македонски џез уметници од различни генерации. Вториот ден на фестивалот ќе биде посветен на познатиот современ композитор Филип Глас. 9 јуни ќе бидат прикажани филмовите за Бил Еванс, кој е еден од најпрепознатливите џез пијанисти на сите времиња. На програмата се и 2 филма од македонскиот режисер Јордан Дуков. Влезниците може да се купат на билетарницата на Кинотека на Македонија и онлайн на МК Tickets.
Времето во Македонија променливо облачно и нестабилно, на повеќе места со пороен дожд и грмежи. Во Скопје температурата до 27 степени. За утре е најавено променливо облачно и нестабилно, на повеќе места со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Температурата до 24 степени. В петок и сабота температурата ќе се движи од 13 до 27 степени. Во недела од 10 до 26 степени. И за крај уште една информација, јавното предпријатие Паркинзи на општина Центар ги известува граѓаните дека за време на предстојните празници в четврток и петок паркиралиштата со кои стопанисува предпријатието ќе бидат бесплатни за сите граѓани на Република Македонија. Со ова вест ги завршуваме вестите. Ви благодарам на вниманието, останете понатаму со програмата на Прва Скопска. Довидување.